Tišina, kamera ide. Ajde. Тенденцията наша е от интернет да идеме на кабел, ние правим телевизия. Без интернет. Нова димenzija во медиумскиот простор. Е, Да го искам интернет. Без во медиумскиот простор, Да. без интернет. Пошто и на интернет тоа е медиум. И тоа е медиум, да. Kamera odi. Ajde, pazi Kiril. Ajde, akcija. Nasmijte se, ja barem nakon ništa drugo, to je to, ajde. Ја мислам дека е окей. Да. И ја мислам дека е, може он уште еднаш. Која реплика да кажам, првата или втората? Браво! Crna, nije se primetilo. Небе нешто. Абе, запамтите 5 пати ќе враќам. Raise 'em up. Hold that thought, I got a vision, it's intense. I wanna glow back and bounce off of people's heads. And when the earth starts shaking, people will commence in a laughter without one word being said. Does anybody here wanna hear my voice? Дамјан, ти си проблематичен. Ај, оди, оди. Може да го видим, што јам више. Дај ми ја видим. Аз чувствам някаква ненормална. Еден ТВ заедно со вас. Идете со нас. Браво! Готово! Порак има крај со пријатно. Ladies and gentlemen, can you hold the applause? The show is about to begin. And it's a talent most people should learn how to make you laugh without saying a word. People have to yell nowadays to get heard. But Charlie was a man and that man could turn serious into delirious. He had a myriad of ways to paint this mountain. Every woman in the house went, ooh, if they wanted to act, they better act on cue. So he kicked the game, go figure. Вика, знаеш дека добро изгледа вака мощно и се празнен.
Да, свака изгледа мутно дело. Siempre se resulta, chico se lo pregunta, Gina Cristina Flore, la 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 la. Казвај ти Црни, јас ќе почнам. Повелело. Се прелаш. To Ja ne, volim da na Tijana, da ga gledame. najverovatno je na Od včera ostavim. Tijana najverovatno je na Dačević. koleškata Tijana Telefon od- Dačević, da. Вести на 1 ТВ, добре дојдовте. Почнуваме со веста која што е број 1 денес. Продолжуваме за кратка пауза. Априли Лили, колеги. Априлили! Априлили, драги колеги! Треба да се фатиш за ова уствари, горнова. Знаеш кој? Со рацете фатиш и ќе се дигнеш. Што правите? Што објавуваме на сајтот, објавуваме на нашата фан страница на Facebook. Што правите моментално? Еве чекаме да пројдат 3 минути. Да пројдат 3 минути. Да. Значи и да влезете у вести. Да. У лајв вести. Yes. Драги мои, ова го има само овде во 1 ТВ. Добар ден. 17 часот, термин за вашиот главен и најсеопфатен информатор. Студио 1 на 1 ТВ. Ново што има у шоу бизнисот. Мој денешен гостин е еден од најпознатите изведувачи на овие простори, познатиот Горан од OK Band. Горан, Поштовање Горан, како? се шалам. Со нас денес во студио е Сале од Tropico Band. Сале, малку шала. Само, не, ништо не смета, еден велики поздрав за се гледа од 7 ТВ. Колега Лука, па како сте? Вие сте задолжени за спортот. Да. Што има ново во спортот? Полека градот Скопје го пречекува својот скопски маратон, еден од најубавите спортски настани. Добро вечер во мојот прв брифинг на 1 ТВ. Денеска е 4 април, меѓу другото и ден на НАТО. Северноатлантската алијанса го празнува, така да кажем, овој ден како свој ден во Македонија. И вчера и денеска овие денови се одржуваат тркалезни маси. Денеска имаше и канцеларијата на НАТО во Скопје прием по повод празникот, по повод одбележувањето на денот на НАТО. И нема веќе дилема овој брифинг кој да ми биде гостинот. Се одлучи веднаш тоа да биде нашиот национален координатор за НАТО, професорот Стево Пендаровски. Пендаровски, добро вечер. Добро вечер. Добро вечер и добре дојдовте во првото издание на емисијата Лица.
емисија која што ќе се занимава со животните приказни на моите соговорници. Почитувани гледачи, добра вечер. Размислувајќи кој да биде мој прв гостин во оваа емисија, бев во голема дилема. Сепак се одлучив предност да им дадам на млади и храбри луѓе кои во последниве 2 години внесоа голема енергија, но и внесоа надеж во зачмееното македонско општество. Добро вечер. Печат на неделата, актуелна политичка емисија која што ќе оди секоја недела во 9 часот на 1 ТВ, во која што ќе се обидеме да се осврнеме на значајните настани кои што ја одбележија неделата зад нас. Се надевам дека ќе биде тоа една занимлива дискусија за да ви влеземе и во 7-миот ден од неделата кога би требало да се одмарате, уште малку со политика, бидејќи кај нас политиката е се присутна, па решивме и 7-миот ден да не ви го простиме. А што е тема на денот? Тема Кои на се новите денот, тенденции? Новите тенденции се многу страшни, да ти кажам. Заради тоа што вчера беше затварање на модната недела и мислам дека треба да ја затвора за секогаш. Добро. Не знам колку ќе ми трае оваа соработка, пошто мене ми рече no. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town running. 'Cause I've got Поминеш Великден? Великден, лудо и незаборавно во студиото на 1Т. Зошто? Затоа што сме на работа. Значи, Тијана, што ми упадна пред некој ден во студио и сними како читам вести во патики. На јашчик качена? Дали тоа го приметите дека те качива на јашчик? Да, дај да се на тема. Ајде, повели. Сега да те прашаме за Великден, како ќе го поминеш? Ама се шо да се Како ќе го поминеш? Тоа не се забележи. Па еве го поминувам вака, работно. Со драгите колеги. Со драгите колеги, затоа што имаме нова телевизија која што се подига на ноги, да не речам на нозе. Се обидувам да зборувам литературно македонски, немојте да ми замерите. И колегата Столе се разбира. Столе, како ќе го Ја поминеш морам. празникот? Мораш се разбира. Како ќе го поминам? Па изгледа на работа, да. Ќе се кршиме тука со јајца. Да. Лука, како ќе го поминеш празниците? Односно празникот веќе. Како и секоја година. Јас во принцип не сум верник, иако моите дома веруваат, така да ќе направиме, се надевам, некоја трпеза скромна и ќе им убаво јадење. Ќе славиме овде на работа колегијално пред да се заминеш дома. Дефинитивно, тука сме на работа, како што знаеш. Гоца, каде ќе го поминеш Великден? Најверојатно дома, во Скопје, ништо посебно. Се надевам дека ќе врне, за да не ми биде криво, затоа што сите се отидени надвор од Скопје и така. Life is a mystery. Schenke Franke say, hello, I hear you call my name. Да влеземе во шминкерна ке колегата Сергеј Варошлија. Сергеј, како ќе го поминеш Великден? Добар ден. Како ќе го поминам Великден? Работно, очигледно. Док трае обнова нема одмора, така да ќе сум јас тука секојдневно извршувајќи си ја другата обврска. Тука имам 2 обврски, да ги средувам
мейкап и коса моите колеги и колешки, а другата обврска ми е да излезам спремен и јас, дотерам пред камера, да дадам модна критика, да кажам што е тековно во тренд, да кажам што се случува во светот на модата, да кажам што се случува кај нас, да ги анализираме работите, да раскажеме убавината, да видиме дека убавината од внатре, од надвор, грижа за лице, мейкап, коса, све што спаѓа под убавина. Така да Великден ќе го поминам ја работно. Да, славам Великден. По стар или по нов календар? По новиот календар. Зошто? Па затоа што сметам дека и Македонската црква треба да се пренасочи практично како и целиот православен христијански свет кој што го празнува по новиот грегоријански календар. Каде ќе славиш Великден? Па Великден во домашна атмосфера неверојатно, ако ми дозволат работните обврски. Ќе се одиш во Битола или во Скопје? Во Битола. Баш монтира некои од великденските прилози, туристите дека ги преплавиле Дојран, Охрид и останатите градови. Иво, како ќе го поминеш овој Великден? Па со колегите празнично. А ти како ќе го поминеш Великден? Работно се разбира. И ти ќе работиш исто? Се разбира. Зошто така? Затоа што гледачите треба да имаат интересна, забавна и информативна програма за празниците. Дали славиш Великден? Па почитувам. Како го поминуваш? Па е работно. Како го поминуваш? Нема тоа традиција упоминување, како ќе те фати, ако се фати на работа, на работа. Ете, минатата година со бегалци го пројдов, заедно го славевме, оваа година со вас на работа и тоа. Како се помина минатата година во камповите со бегалците? Супер. Слават и они, ние славиме, сите слават. Цел свет слави, кој е за славење, сите слават. Кој ова, Тајзи? Некој, што дај само вака прави со руките, интересно да ти биде. Почто да ми тоа хип-хоп е вака прави со руките цело време. Лјупчо е зафатен со монтажа, моментално ме ќе го искористиме. Каде ќе го поминеш Великден? На работа. Со колегите? Се разбира. Која ти е главната асоциација за Великден? Како обично ги поминуваш тие денови? Може да мислиш како Па љуѓе. во задње време само со фамилија, онака, ручек, бла и така. Одите ли во црква? Кога бев помлад, да, сега не сум. Ке децата идат почесто не. Станува ли помодарство тоа одење во црква само за празници? Мислам, да. Се преплавуваат црквите нели само за празници, а обично во обични денови нема многу гужва. Па генерално да, тоа блокирање на раскрсници, пијалоци, лименки, некако ми е малку така изживеано и не го сакам, не сум. Зашто си задолжен во студиото на еден ТВ по повод великденските празници? Не знам, веројатно ќе имам повеќе обврски, меѓу кои и прв пат, втор пат да излезам и да се бламирам јавно. Не кажи. Да. Не кажуј. Да се бламирам јавно, доволно е. Доволно нека биде изненадување тоа. За гледачите. За гледачите. И за гледачите. Па и за сите, и во техника, и за сите. За сите. Која ти е главна асоциација за Великден? Главна асоциација за Великден дома, топло, тато, мама, сестра, вапцање јајца, идење у црква, Драчево, па татко ми од Драчево. И знаевме еден Великден, за Велики петок да бидеме дома, а у Скопје, у Драчево да идеме у сабота. Супер. Сега ќе си го поминеш Великден и со семејството, ами и со колегите. Ама да. Иначе практикуваме веќе колку години живеам, 18-та година веќе колку живеам во Београд. Практикуваме секој Божик и секој Великден да доаѓаме во Македонија. 5 дена овде, 5 дена у Сомбор кај родителите на супруг. На супруг. Да. Фала ти, Тијана. Фала ти, Джагуманова, многу си сладка. Која ти е главната асоциација за Великден? Семејство. Дом, ручек, салата мимоза, со марули и со кршени јајца. Се разбира. Да, потоа останати јајца за цела недела. Така, еден од поубавите празници кои што така многу си го сакам. Помагаат ли останатите домашни во фарбање јајца? Ти имаш двајца возрастни синови? Не помагаат, они само чекаат кога ќе бидат готови јајцата да се кршат и секогаш и да јадат и се караме зашто не смеат да се кршат во сабота, туку треба тоа да биде во недела са бајле. А инаку не сакаат да се
мешаат околу фарбањето, нивните бели раце не сакаат да си ги извалкаат. А инако едниот син ми кидна сега во Белград со девојката на празник, така што со другиот син ќе се дружам. Ќе ме праша сигурно што значи за мене Великден, така? Се разбира. Која ти е главната асоциација за Великден? Великден не спаѓам во луѓето што сега да не се навредат нели другите, но што се држат до тие традиционални етнолошки одбележувања на тој празник, затоа што и Великден, што значи тоа да се слави Великден, малку ми е нели терминот незграпен во однос на значењето вистинското што е од пред 2000 нешто години. А инаку, што ме праша, кои си главни? Која ти е главната асоциација за Великден? Надеж и инспирација. Надеж дека човештвото може да биде спасено. А инспирација не се занимавам со уметност, ама има пуно уметници што се занимаваат со инспирација од Булгаков и пред него и по него. И така, Мајсторот и Маргарита, например, може некои луѓе да се прочитаат за Великден. Не е лошо да е, а и да ја видат у театар. Има тука и Великден. Која ти е главната асоциација за Великден? Па не знам. Не сум воспитан нешто во религиозно, па единствена асоциација за великденските празници ми е црвеното јајце. Како поминувате обично празнична атмосфера, како ви изгледа домот за Великден? Па за Великден каде и да одиш низ Македонија и верувам сега дека што има верници е одлична атмосфера и едноставно ако излезеш на плоштад да испиеш едно кафе, ќе си поминеш прекрасно, ради тоа што атмосферата е магична. Не, овој празник се поминува во молитва, пости, одрекување. А нормално за неделниот ручек добро е. За неделниот ручек добро е да се собереш. Дали постиш? Да, постам. Браво, Марија. Сега ќе ви покажам. Со што се хранам цел ден. Од што се одрекна Марија? Сувисливи. Јас не ги дружам моите колеги додека порачуваат фестфуд, ради тоа што постам, па од понеделник се надевам заедно ќе учествувам во вашата порачка. Дали офрба јајца, имаше ли време? Секако дека не. Не. Каде ќе го поминеш викендот? Викендов, за среќа сум слободен, после напорна недела, ќе го поминам веројатно во Солун. Дали офрба јајца и кој ќе ти фарба јајца кога си ти на работа? Не, обично за Великден добивам јајца на слика, затоа што не сум бил и дома подолго време, бидејќи јас не сум од Скопје. Најчесто добивам слика за тоа. Може ли да зборуваш на неготински за промена? Да слушнат гледачите? Значи, Молим те! Друјстен, како беше? не, јајцата ги фарбат другите, не ги фарбам ја, бе. Не, идејата е за Великден, бидејќи сум сам, ме чека мачор дома кој што веројатно не го ќе фарбам. Фарбаш ли јајца? Фарбав синоќа со сестра ми и си ги испогорев рацете, пошто бев глупава, уместо да ги оставам јајцата да се оладат, па после да ги мачкам со разноразни бои, се испогорев, ама ете тоа е. Каква боја јајца фарбавте? Сакавме да бидат црвени и испадна розови, ама така. Добро испадна. Жолти, розови, бомбонче. А ние што не сме дома прибрани за да фарбаме јајца, да нарачаме некој да ни офарба. Па еве, ја можам све. Како да не реков се дека... испогориш. Не бе, па и ти се знам за воиднина што треба да се прави. Се имаш пракса. Дали дома фарбаш јајца, дали се кршиш со јајца? Како го поминуваш Великден обично? Други се задолжени за тоа. Се мешаш дома во фарбање јајца, во готвење? Не, у ништо такво. Си готвам ја сам, кој што знаеш, не јадам што јадат другите, така да морам сам да си изготвам. Ама јајца јадеш, се кршиш со Јајца јадам, да, ќе се кршим обавезно. Какви фарбате јајца дома и кој е заложен за фарбање јајца? Па баба ми е уметник и она фарба некој малку, не знам како да кажам, користи некои чудни бои, дури и сама ги декорира, така да баш ќе ви донесам да видите. Интересно изгледаат јајца. Дома јајца фарба мајка ми, ако стаса.
Ти пошто си заложен за боите и за Ја не сум за во кујна, јас влагам само кујна ако треба да земам нешто од фрижидер, пошто што и да направам во кујна, ќе го пропастам. Марија, дали успеа да испарваш јајца? Оваа година не успеав, се надевам наредната. Парваше ли јајца, имаше ли време? Јас сум од оние лоши домаќинки кои што во четврток не стануваат во зора да ги сфарбаат првите јајца, туку тоа ќе го правам утре од садај. Добро. И ние што ќе сме на работа ќе ти дадеме и нас да ни фарбаш по една табла јајца. Нема проблем, ви стојам на располагање во секое време. Дали самиот фарбаш јајца или има кој да фарба дома друг? Па баба ми најчесто ги фарба. Во која боја обично? Црвена, зелена, жолта и плава. Супер. Фала ти во. Колегата Дамјан Варошлија, Дамјан, дали успеа да отфарбаш јајца? Не. Зошто? Немам време кога да фарбам. Баш имам кој да фарбам. Успеавте ли дома да испарбате јајца? Кој фарба јајца? Нормално супругата фарба. Какви јајца најмногу фарбате? У сите можни бои, сите можни техники, шари, бели, жолти, црвени, све што може, све има на куп. Одиме на кај студио, ова мораме да го забележиме дека е забрането внесување храна, пијалоци, освен вода за да не се задавиме додека читаме и се разбира јадење никако и забрането пушење, ако свети знакот on air, треба да бидете тивки. Еве ние колешката без која ништо нема да функционира овде како што функционира. Здраво. Здраво, Марија. Здраво. Добра ли си? Одлично сум. Се спремаш ли за Великден? Па се спремам, да. Офарба ли јајца? Не, оваа година не. Зошто? Затоа што имам многу обврски. Не можев. Што немаш фарба на јајца? Да. Еднаш. Кога? Пред 2 години. Сега Како да ги ги видите? Ги фарбав, ги лепев, ги цртав, свашта правев. Сега ќе ви покажам. А годинава како се спремаш, кај ќе славиш Великден? Годинава ќе славам Великден на моето работно место, најверојатно. Со драгите колеги. Да, втор пат ќе ми се случи животот да не сум со семејството, многу ми е жал што нема да бидам со нив. Ти е жал што ќе бидеш со нас? Не, што нема да бидам со нив. Добро. Затоа што тоа увек го правиме, нели? Фарбаните јајца. Еве ги фарбаните јајца, побелете. Ајде колегата што не сака да се појавува пред камера. Да ги сними јајцата. Како ги фарбаше? Ги фарбав неколку сати, им се посветив комплетно. Ова? Како го правеше? Ова, па со неколку боја правено, па со светки, па со 300 чудеси, па бев купував се што требаше да се купи, нели, за да изгледат како што изгледат. Кога се овие јајца, одлани? Пред 2 години. Али веќе не постојат, мислам се. Покажи ги натаму. Еве ги, овие ми се омилените. Ете ги. Еве ги. Со крилца, со све што треба да има на нив. Браво, Марија. Што ќе им порачаш сега на гледачите? Што ќе им порачам? На еден това? Ќе им посакам срекни великденски празници, поише да се смеат и да си поминат многу убаво за овие празници. И да гледаат еден това? Да гледаат еден това, обавезно. Значи не гасите телевизор. Дали сме јасни? I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next time running. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots.
find them. I've got no roots. I've got no roots.
Добро вечер на сите присутни овдека во студиото на телевизија 1 ТВ. Добро вечер на сите гледачи покрај малите екрани. Оваа екипа позади мене зборува многу повеќе од било која моја искажана реченица. Во име на БМЈ Медија Груп сакам да ви посакам едно огромно и топло добре дојде во просториите на националната телевизија 1 ТВ. Она што сакам да го порачаме дека 1 ТВ ќе биде нова телевизија која што ќе внесе свежина во медиумскиот етер, ќе има простор за вистината, за фактите, за работите кои што заслужуваат да бидат истретирани на вистински начин. Ние сме отворени за соработка со секого и она што како прв човек на БМЈ Медија Груп сакам да го соопштам дека ќе се потрудиме да бидеме секогаш први, брзи, ефективни и неселективни. Вечерва мојот животен сон е остварен и ќе се потрудам БМЈ Медија Груп да зрачи многу долго на медиумското небо и да не има само Македонија. Македонија е првата станица на БМЈ Медија Груп. Светот е голем. Ви благодарам на сите. True expression is clean if you know it. Soak in the ceiling to grow it. Say what you mean if you flow it. State your whole being, don't mow it. Motives, cloud vision, and cause precision to malfunction. Ambition, collisions, affect decisions at a junction. Heads get to bounce when they hear it, invoking their spirit, and most of them fear it, and habits, the lyric. So cheer it, come again, keeping this one moving. Grooving with its rhythm till it's stopping, locking to it. Hook this beat straight to your vein, let it flow right to your brain. Amplify spiking the pain, this one is slightly insane. Music explaining, we do it, filter rap, fill it, they spew it. Left with the bomb and they blew it, whip it and stomp it, some fluid. You got worries to beat them, mystic methods to beat them. Ancient creatures, they breed them, seed them, bleed them, bleed and eat them. So cheer it, come again, keeping this one moving. Grooving with its rhythm till it's stopping, locking to it.